Почитуван Љупче, кое време помина, а кое време доаѓа ќе видиме од септември сега. А зошто? Бидејќи сега во ребалансот на буџетот има 300-400 милиони денари предвидено кои што мора да ги вратиме во ОЛАФ заради злоупотреба на ИПАРД фондовите. Кое време поминало, кое доаѓа сега во септември ќе видиме. Понатаму го споменувате интервентниот фонд. Па тоа е предлог амандман на господинот Љупчо Димовски. Слободно видете го, таму постојат списи во собранието, господинот Димовски го поднесе, па тука имаше паузи, Ковачевски мислам дека беше заменик, и се одлучивте наместо 600 милиони денари што ги бараше Димовски, 300 да ги одобрите, па потоа вие прв излеговте пред собранието и ја промовиравте таа мерка која што се случи одредена непогода, за кој што Љупчо Димовски тука ви кажуваше дека треба и е потребен таков фонд како визионерска некоја рамка во Министерството за земјоделие. И од аспект на договорот ве слушаме еден месец како го зборувате тоа. Прво лажете и навистина е тажно што е на ваква партија како вашава, без разлика на какво дередже е сега падната, целата политика е конструирана една одвратна лага која што не постои. Но еве ќе ви кажам и ќе ви одговорам што е разликата во принципи на разбирањата на меѓудржавните договори. Вашиот принцип е да се потпишат договори кои што се предавнички, кои што се базираат на коленичење, на прифаќање и на себе си фанфарење од тука дека вие го поддржувате дека тоа е нешто најдобро. И само тоа го има видено таа држава од таквите договори. Ништо друго нема видено таа држава. Подпишувавте и вие заедно некои меморандуми за засилување на соработката во земјоделието и со договорот за добро соседство и со Преспанскиот договор, нула ефект, бенефит, ништо освен тоа што бевме приморани да се себе понижиме како народ. Нашиот принцип на разбирање на договори е подпишување на меѓувладин договор, каде што нема да има подценување, каде што нема да има понижување, каде што никој нема да не натера ние да коленичиме пред никого, а да имаме засилена економска соработка со услови како што верувам дека и вие како министер за земјоделие би ги одобриле. Тоа е принципот кој што ние го имаме и така ние ги разбираме нештата. И нормално ние да не се согласиме во тој однос, бидејќи ние одбиваме да подпишуваме и да склучуваме такви договори. Тоа е многу јасно. И никој на никого ништо тука не ветувал. Се е јасно, господине Николовски. И ние сме биле многу честни и фер во тој пристап која што сме го разговарале. Понатака морам уште една реченица да ви кажам, затоа што и уште една лага пробавте да ја продадете кај граѓаните, дека законот за Зороду ќе формира дополнителни институции. Па ве молам, отворите го денешниот дневен ред. Па вие како пратеник тука ќе треба за неполни 3 часа од сега да се изјасните дали ќе бидете за или против укинување на економските директори. 40 економски директори кои што повеќе нема да постојат, ако вие Николовски гласате за и ќе заштедиме на оваа држава 2 милиони евра. Просто и едноставно. Благодарам.